Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. На местото на сегашниот објект на воениот одсек, општина Кочани планира да се изгради зграда со станови и деловен простор за комерцијална намена. Веќе се договора реализацијата да се спроведе во соработка со акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Општина Кочани планира постојниот објект на воениот одсек да биде срушен, а на негово место да никне нова зграда во која ќе има станови и деловен простор со комерцијална намена. Локалната самоуправа планира просторот, што сега е руиниран и дава многу грда слика во централното градско подрачје, да добие сосема нов изглед. Иако подготовките за реализација на планот се одвиваат подолг период, градоначалникот Илиев најави дека преговорите што се водат со акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор треба да дадат позитивен резултат. Уште еден сегмент на соработка со акционерското друштво е тоа што започнавме разговори уште поодамна за изградба на комерцијална зграда. Местото локацијата каде што ќе биде градена таа зграда е дефинирано, меѓутоа се работи уште на решавање на проблемите односно усогласување со другите институции кои што се сместени. Се работи за објектот каде што се сместени одбрана и УЈП и сметам дека навистина со решавање, односно со договарање, наоѓање на начин помеѓу институциите како ќе се регулират меѓусебните односи и со отпочнување на градба на една зграда, навистина централното јадро на Кочани ќе добие еден сосема друг изглед, зашто секако ќе бидат заслушни и акционерското друштво за изградба на стамбен и деловен простор. Објектот, што меѓу граѓаните е познат како воен одсек, е изграден пред повеќе од 6 децении, а во него Министерството за одбрана поседува 573 метри квадратни. 271 метар квадратен има управата за јавни приходи, а еден мал дел му припаѓа и на Центарот за управување со кризи. Исто така, простор за настава користи и основното училиште Никола Карев. Зградата е руинирана и во очајна состојба. Дава грда слика за градот и за институциите што се сместени во него, а условите се повеќе од минимални и треба да се изнајде решение. Пред околу една година општината доби согласност од Министерството за одбрана и за финансии да најде решение за зградата, пошто почна планирањето и барањето инвеститори. За сега не е познато кога работите би можеле да почнат на терен, но факт е дека објектот во сегашната состојба не може да се користи поради сериозни оштетувања врз паркетот на подовите и кај скромниот канцелариски мебел, а поради големата влага и мемла, службениците кои работат овде принудени се и во лето и во зима да ги држат прозорците ширум отворени. Општина Виница ќе добие финансиска подршка од Центарот за развој на Источниот плански регион за реализација на проектот за реконструкција на старата киносала. Градежните работи ќе чинат околу 20 милиони денари, при што од планскиот регион се обезбедени 2/3 од сумата, а остатокот ќе биде општинско кофинансирање. За реконструкција на старата киносала во Виница, општината ќе добие 14,5 милиони денари од програмата за регионален развој. Така одлучи Советот на градоначалници од Источниот плански регион на седницата што се одржа во петокот доцна попладне. Ова е прв проект што Центарот за развој на регионот во овој мандатен состав ќе го финансира во Виница. Вкупната финансиска конструкција за реализација на градежните работи е планирана на околу 20 милиони денари, во кои општинското кофинансирање ќе биде 20%. Проектот за реконструкција на киносалата во Виница беше оценет како приоритетен меѓу 12 предложени проекти од 9 општини. При тоа Виница ќе добие скоро половина од планираните 35,5 милиони денари од буџетот за 2020 година од програмата за регионален развој. Општина Виница имаше предложено 2 проекти за кои бараше финансиска подршка од Центарот за развој на регионот. По приоритетен проект ни е реконструкција на киносалата, меѓутоа исто така приоритетен проект ни е Градечка река, реконструкција и санација. Меѓутоа, бидејќи овој проект, дел од овој проект го аплициравме до Министерството за животна средина, очекуваме дека и од таму ќе добиеме средства за овој проект, а овој проект се надам дека градоначалниците ќе ме поддржат и ќе добиеме одредена сума на средства, се со цел за да можеме да го реализираме овој проект.
Со проектот за реконструкција на киносалата предвидено е санација на постојните простори и додавање на нови содржини што ќе ја дополнат и збогатат функцијата на објектот. Предмет на разработка се киносалата, влезното фоае, како и решавање на кровот и изработка на нова фасада. Со одобрената сума од буџетот на регионот и со финансиското учество од општината се очекува да се промени ликот на централното подрачје околу пазарот. Киносалата во Виница, за чија реконструкција има изработено идејно техничко решение, со децении не е во функција поради дотрајноста на зградата, а во објектот нема ниту соодветна електрична, водоводна и канализацијска инсталација. Освен Виница, пари од буџетот на Источниот плански регион за реализација на проекти добија и општините Штип за решавање на сообраќајниот хаос во центарот на градот, како и општина Македонска Каменица за водовод во селото Моштица. Едукативни работилници за превенција од насилство се организираат во општина Виница. Целта на истите е препознавање и пријавување на случаите на насилство, злоупотреба и занемарување на деца, како и мерки за елиминирање на појавата на насилно однесување меѓу учениците. Во областа на правата на детето, Министерството за образование и наука и единиците на локалната самоуправа превземаат мерки за зајакнување на капацитетите на стручните служби, наставниот кадар, родителите и учениците во училиштата на ниво на држава, за препознавање и пријавување на случаите на насилство, злоупотреба и занемарување на деца, како и мерки за елиминирање на појавата на насилно однесување меѓу учениците, а врз основа на препораките за надминување на констатирани состојби содржани во извештајот на Народниот правобранител преку Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија. Во таа насока, со иницијатива од страна на Оделението за јавни дејности и релевантни фактори во ЕЛС Виница, се воспостави меѓуинституционална и меѓуопштинска соработка помеѓу основните училишта и средното општинско училиште со полициската станица Виница, СВР Штип и Центарот за социјална работа Виница за спроведување едукативни работилници за наведените целни групи, а со цел превенција и постапување по наведеното во сите основни училишта и средното училиште на ниво на општина. Првата од низата понатамошни работилници се спроведе деновиве во средното општинско училиште Ванчо Праќе Виница од страна на началникот на одсек за превенција при СВР Штип Ангелчо Стојановски, помошник командир за превенција во полициската станица Виница Виктор Постолов, како и представникот од Центарот за социјална работа Билјана Георгиева, кои преку презентации и искуството од пракса споделија со учесниците на работилницата и голем број практични примери по однос на наведените теми, а кои во голема мера ќе помогнат за превенција и надминување на состојбите. За 3 дена вклучени во 2 акции. Извидниците, членови на извидничкиот одред Ластовица од Кучани се вклучија во акцијата за пошумување, организирана од општината, а организираа и одредска акција под наслов Велосипедска патека за почист воздух. Извидниците, членови на извидничкиот одред Ластовица од Кучани, за 3 дена реализираа 2 акции. Беа дел од акцијата за пошумување организирана од страна на општината на која се посадени 1500 садници, а втората извидничко-велосипедска. Во неја учествуваа 50 извидници и во градскиот парк имаа одредска акција под наслов Велосипедска патека за почист воздух. По старите извидници пак имаа велосипедска трка до браната градче. Ова се дел од активностите предвидени во програмата на извидничкиот одред Ластовица од Кочани, во кој од неодамна Заветот за извидници го дадоа уште 35 деца од Кочани и за прв пат влегоа во извидничкиот одред Ластовица, во кој ќе ги учат тајните на извидништвото. Од година во година се повеќе млади луѓе се приклучуваат кон извидништвото и тоа во последниот период е во огромен раст и развој. Изминатиот викенд пак извидниците присуствуваа на младинската планинарска еколошка едукација Пониква 2019, во која се одржа обука за ориентација и преживување во природа, а воедно се одржа и обука за прва помош и заштита од страна на општинската организација на Црвениот крст Кочани. Извидничкото движење се развива постојано од ден на ден, од година во година и представува процес кој се гради денови и години. Мисијата на Сојузот на извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности, засновани врз извидничкиот завет и закони, да помогне во изградбата на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството. Сојузот на извидници на Македонија е релевантна, атрактивна и самоодржлива организација,
која обединува млади луѓе преку современа прогресивна програма, која ги исполнува општествените потреби на младите, државата и го гради нивниот карактер врз база на позитивните извиднички вредности и принципи. Под мотото «Размислувај различно, либерално кон Европа», Либерално-демократската партија на 4 декември организира отворена граѓанска трибина, на која ги покануваат сите граѓани кои сакаат да дебатираат на тема екологија и Европската унија, да се вклучат. Трибината започнува во 19 часот во салата на Советот на општина Кочани. Сдруженијето на пензионери од Кочани преку Комисијата за активност на жените минатата недела ја спроведе акцијата за посета на болни, стари и изнемоштени лица во градот и населените места. Посетени се околу 15 пензионери и им е пружена здравствена помош од страна на стручни медицински лица. Комисијата за активност на жени, која работи во состав на Сдруженијето на пензионери на Кочани, во програмата за активност за оваа година имаше зацртано и посета на стари, болни и изнемоштени лица за членови на пензионерската организација. Како што информираше Елица Зафирова, председател на Комисијата за активност на жените пензионерки, екипа од медицински лица и членови на комисијата направиле посета на стари и изнемоштени лица, и тоа кај 8 лица во градот и 7 во населените места во општината. При тоа им бил измерен крвен притисок, шеќер во крвта, а било разговарано и за здравствената состојба и помошта која им е потребна од трети лица. Според Зафирова, средбите биле емотивни и секој од овие стари и изнемоштени лица ја раскажувал својата тажна животна приказна. Според програмата на Сдруженијето на пензионери Кочани, во текот на овој месец ќе биде направена посета на пензионери од социјален ризик, при што ќе им бидат доделени и новогодишни пакети. Следува информацијата од спортот. Заврши есенскиот дел од првенството во втората фудбалска лига Исток, при што Осогово доживеа висок пораз од 5:1 на надпреварот против Победа во Прилеп. Фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани пак победија на гостувањето во Битола против Атлетико. Викендов се одигра последното есенско коло од првенството во втората фудбалска лига Исток, во кое, како што и се очекуваше, немаше поголеми изненадувања, освен победата на Штипска Брегалница на гостувањето во Кавадарци против Тиквеш. Што се однесува до кочанскиот второлигаш Осогово, исто така немаше позитивно резултатско изненадување, со оглед што клубот ја продолжи серијата порази во низа. Ако веќе се зборува за некакво изненадување, тоа е високиот пораз од 5:1 што жолтосините го доживеа од Прилепчани, кои исто така се на дното на табелата. Иако во досегашните неколку меѓусебни дуели, кочанските фудбалери излегуваа како победници. Ниту водството од 1:0 на нашиот тим не му помогнал да дојде до посакуваните бодови, откако Прилепчани се соземале и со 5 погодоци заслужено ја прославиле победата. Со поразот, Осогово останува прикован на дното на табелата со само 6 бода и практично е без теоретски шанси во пролетниот дел од првенството да се извлече и да обезбеди опстанок во лигата. За разлика од фудбалерите, фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани се вратија со 3 бода од гостувањето во Битола против Атлетико. Во рамки на предпоследното 12-то коло од есенскиот дел во првата фудбалска лига за жени, иако нашата екипа настапи со само 10 играчи, колку што можеше да собере тренерот Оливер Јовановски, сепак тие ги победија битолчанки со 1:0. Гостинките од Кочани до третата победа во овогодишното првенство дошле уште во првото полувреме со погодокот на Бојана Петкова во 27-та минута. Со освоените 10 бода во моментот, женскиот фудбалски клуб Кочани е на 10-та позиција, а во последното коло од есенскиот дел на стадионот Никола Мантов в недела ќе биде домаќин на тимот на Истатов, кој е 3 места повисоко. Џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци викендов беше домаќин на седницата на извршниот одбор на Македонската џудо федерација, а на која присуствува и представници од џудо клубот Гладиатор од Кочани. Нашиот клуб е застапен во маркетинг, дан, надпреварувачката, лекарската, дисциплинската и комисијата за прием на клубови. По завршувањето на работниот дел од состанокот се одржа и свечен дел по повод одбележувањето на 15 години постоење на џудо клубот Кожувчанка, при што им беа доделени признанија на партнерските клубови и спортски работници.
Во тие рамки и Гладиатор доби плакета за долгогодишна соработка со Кавадаречкиот џудо клуб. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.